Разговараме со Емир Ќорик, меѓународен секретар на ЛДП и член на бордот на либералите од Југоисточна Европа. Господин Емир, неодамно соопштивте дека на Конгресот на европските либерали во Виена беше усвоена вашата резолуција. Кој е значењето на оваа резолуција за Македонија и за нејзините граѓани? Македонските граѓани се понижени летова. Затоа баравме разбирање и подршка. И ја добивме. Резолуцијата беше усвоена со големо мнозинство од европските либерали и е доказ дека како мала држава можеме да влијаеме врз европските политики кои имаме јасни аргументи и силни меѓународни партнери. Во резолуцијата ставивме во фокус две прашања што денес се особено важни за македонските граѓани. Прво, побаравме Европската унија итно да најде практични решенија за долгите задржувања на границите, поради новиот систем за влез и излез. Недозволиво е македонските граѓани по 5-6 часа да чекаат на граничните премини на екстремно високите температури. Второ, добивме силна политичка подршка дека билатералните историски прашања не смеат да бидат пречка за европската интеграција. Тоа е важен сигнал од европското либерално семејство дека проширувањето треба да се темели на европските критериуми, а не на билатералните спорови. Дали сметате дека политичките партии треба да имаат поголема координација кога станува збор за надворешната политика и европската интеграција? Апсолутно. Надворешната политика не смее да биде поле за дневно политички пресметки, туку простор за национален консензус, каде што сите работат за истиот државен интерес. Македонија веќе има механизми кои треба да обезбедат таа координација, како што е на пример Националниот совет за евроинтеграција. Но тие треба многу поактивно и посуштински да се користат. Во прашање од стратешки интерес, не смееме да се дозволиме институциите функционираат само формално. Во исто време, потребна е многу поголема координација. Повеќе пати предложивме до Министерство за надворешни работи да организира редовни средби со сите лица задолжени за меѓународна соработка во политичките партии. Секој што има меѓународни контакти, искуство, кредибилитет, треба да биде ставен во функција на државата. Добар пример е Бугарија, каде што кога станува збор за националните интереси, институциите и политичките представници координирано настапуваат пред европските партнери, без оглед на политичките разлики помеѓу нив. Токму таков пристап и е потребен на Македонија. Државните интереси мора да бидат над партиските интереси. Што е потребно за Македонија да изгради поефикасна надворешна политика и посилна дипломатска позиција во Европа? Колку е важно Македонија да има ефикасна дипломатска мрежа, особено во земјите што се клучи за европската интеграција? Силна и ефикасна дипломатска мрежа е клучен предуслов за успешна надворешна политика. Пред се, потребни се професионални институции и национална координација. Македонија не смее да дозволи да нема амбасадори во Атина и Софија. Две престолнини кои се од исклучително значење за нашата европска интеграција и регионална соработка. Амбасадорите се тие што секојдневно застапуваат државата, градат партнерства и отвараат можности за политичка и економска соработка. ЛДП уште во периодот 2005-2006 година беше меѓу иницијаторите за донесување на Законот за надворешни работи, со цел да се постават јасни професионални стандарди и стабилен дипломатски систем. За жал, и повеќе од 2 децении подоцна, се уште сме сведоци дека институциите премногу често зависат од политичките калкулации наместо од професионални критериуми. Истовремено, важно е редовно да се оценуваат и резултатите од целата дипломатска мрежа. Македонија има дипломатски представништва во Њу Делхи, Токио, Бразилија, но потребно да се знае каков конкретен придонес дава секоја амбасада во привлекувањето инвестиции, зголемувањето на извозот и јакнењето на економската соработка. Надворешната политика треба да се води според јасно утврдени приоритети и мерливи резултати. Како ЛДП гледа на надминувањето на застојот во процесот на европската интеграција? Европската интеграција не смее да биде заложник на партиските интереси. Затоа е време дневната политика да се остави на страна и се постигне широк национален консензус, а сите политички партии почнат да се однесуваат државнички. Предлогот на председателката Зајкова е јасен. Потребен е заеднички државен пристап. Политичките лидери треба да седнат во иста просторија и да останат таму се додека не изградат единствена национална позиција за европската иднина на Македонија.
Историјата нема да памети кој бил на власт, а кој во опозиција. Ќе памети кој имал визија, одговорност и храброст да донесе одлуки кога тоа било најпотребно за државата. Европската интеграција е стратешка цел што ги надминува сите политички разлики. Но истовремено, без разлика колку долго ќе трае решавањето на билатералните прашања, Македонија не смее да стои во место. Никој не спречува во меѓувреме интензивно да работиме на реформската агенда, на усогласување на законодавството со европското, на исполнување на поглавијата, на екнењето на институциите, на подготовка на администрацијата и експертските тимови што токму утре ќе ги водат преговорите. Тоа е домашна задача што никој не може да ја заврши наместо нас. Кога се отвори политичка можност, Македонија мора да биде целосно подготвена. Во јавноста се појавуваат оценки дека Македонија постепено се оддалечува од европскиот курс и дека Македонија влегува во така наречениот српски свет. Каков е ставот на ЛДП? Нашата позиција е јасна и недвосмислена. Македонија има само една стратешка определба. Тоа е полноправно членство во Европската унија и на тоа нема алтернатива. Граѓаните не очекуваат нови геополитички експерименти, туку подобар животен стандард, функционални институции, владење на право и слободно движење. Затоа целата наша меѓународна активност насочена токму кон зајакнување на европската перспектива на државата. Европската унија преку планот за раст за Западен Балкан отвара историска можност за инвестиции. Дали Македонија го користи доволно овој потенцијал? За жал не. Разликата најдобро се гледа низ бројките. За Црна Гора веќе е презентиран финансиски пакет вреден околу 3,2 милиарди евра, додека Македонија има капацитет да мобилизира и до 10 милиарди евра европски средства и инвестиции. Прашањето не е дали постојат европски пари, туку дали државата има визија, подготвени проекти и институции што знаат како да ги искористат. Само за споредба, 10 милиарди евра се речиси 2 државни буџета. Со околу 10 милиарди евра може да се изградат повеќе од 1000 современи училишта и градинки. Може да се изградат 20 нови клинички центри од големината на новиот клинички центар во Скопје. Може да се изградат над 500 километри современи автопати. Комплетно да се модернизира целата железничка инфраструктура. Да се изградат стотици пречистителни станици и енергетски капацитети. Тоа не се апстрактни бројки. Тоа се подобри услови за образование, здравство, инфраструктура, нови работни места и повисок економски стандард. Која е главната порака што денес им испраќате на граѓаните во однос на надворешната политика? Мојата порака е била кратка. Македонија не смее да биде пасивен наблюдуваш на сопствената иднина. Потребни ни се професионална дипломатија, национална координација и институции што ќе работат секој ден за европската перспектива на државата. ЛДП ќе продолжи да отвара секоја можност во Европа што може да донесе конкретна корист за граѓаните, побрза интеграција, повеќе инвестиции, подобра инфраструктура и повисок животен стандард. Господин Емир, ви благодарим. Ви благодарам и на вас.